Македонското друштво Илинден од Албанија повторно достави барање до сите албански институции за изучување на македонскиот јазик во Требиште, Голобрдо, село со големо мнозинство македонско население. Покрај председателот, премиерот, спикерот и другите надлежни институции, идентично писмо е упатено и до евроамбасадорот во оваа земја. Меѓу аргументите се потенцира дека наставата во Голобрдо до 1949 година се изведувала на македонски јазик, а македонците официјално биле признати за малцинство. Децата до 7 годишна возраст не го зборуваат албанскиот и него го учат со поаѓање во училиште. И од Македонското здружение Мост повеќе пати испратиле идентични барања, а последното датира од јули 2015. Одговор се уште нема. Претходниот министер за образование ги одбивал нивните барања со небулозни аргументи дека децата не биле роботи, па да се оптоваруваат со толку настава. Министерството за образование кажува дека македонскиот јазик бил странски јазик и трети јазик не се можело да се учи. Така ни го кажа и поранешниот министер за образование Мичелин Тафаи дека рече децата од Голобрдо не се роботови и тие деца се. А јас му кажав дека јаве и Преспа, мала Преспа се изучува македонскиот јазик. Таму работи се и таму се учи албански, македонски и англиски. Истото право треба да се бара и во Голобрдо. Хасани го поддржува барањето на Здруженијето Илинден и вели дека бараат и ќе продолжат да бараат и да се жалат до сите страни се до остварување на основното човеково право – образование на мајчин јазик.